Добра вечер, поштовани гледачи. Јас сум Драган Милосављевиќ, а вие следите емисијата Заспи ако можеш. Вечерва се одвојуваме од стандардните политички, економски, воени, геополитички и останати теми и се префрламе на наука. Вечерашниот гостин е една специфична појава, би рекол, на македонската научно-интелектуална сцена. Човек кој што е очигледно попризнат во светски рамки отколку во Македонија. Зошто е тоа така? Се разбира, можете само да погодувате, бидејќи Македонија и се е можно. Например, ќе ви го представам, потоа ќе се подсетиме за кого точно станува збор. Универзитетскиот професор по медицинска генетика Тодор Арсов. Добра вечер. Добро вечер, Драган. Фала на поканата да гостувам во емисијата втор пат и повторно да кажам дека е големо задоволство и чест, мислам, секој пат кога имаме можност да зборуваме за наука, еве особено мојата област генетика, но и исто така да се седи во ова исто столче во кое што седеле сега веќе председателката на нашата држава Гордана Силјановска и амбасадорот Ристо Никовски, две величности од нашата јавна сцена од кои што учам за теми кои што се многу интересни, а кои што не ми се во потесното подрачје. Во потесното подрачје, така е. Седеле тука навистина многу интересни ликови. Јас реков на почетокот, вие сте една специфична појава. Нашите редовни гледачи веројатно ќе се сетат за она ваше гостување кога објавивме една неверојатна тогаш информација дека вие бевте дел од екипа, група на генетичари кои што со многу макотрпен труд успеа преку исклучително сложени операции да докажа дека една господја од Австралија, господјата Кетлин, ако не се лажам, која што беше осудена на доживотен затвор за убиството на своите 4 мали деца, вие докажавте практично со научни методи дека всушност не ги убила, туку се работи за ретко генетско пореметување, ако грешам со термините, слободно исправете ме, кое што практично едноставно ги таа болест, тоа пореметување практично предизвикала смртта кај децата, а не таа самата која што за тоа беше обвината и потоа, иако мораме да кажеме 20 години одлежала во затвор, сепак конечно излезе на слобода. Сега, поводот за оваа емисија конкретно беше фактот дека вие пред буквално неколку дена бевте во Лондон на еден познат семинар, каде што се сретнавте со господјата на која што условно ќе речеме го спасивте животот, меѓутоа и отворивте една нова етапа, јас би рекол во генетиката. Дали сум во право? Да, добро, еве да ги подсетиме гледачите можеби малку за приказната прво. Слободно. Значи Катлин Фолбиг е австралијка која што коинцидентно во истата година во која што јас првпат сум допатувал во Австралија 2003 година, во таа година било всушност судењето во кое што е осудена за... Вие студирате во Австралија, така? Јас да, со докторските студии ме однесува во Австралија и потоа неколку професионални ангажмани, делумно во фармацевска индустрија сум работел и претежно во академски институции. Значи, во таа 2003 година се случува судскиот процес во кој што таа е осудена на прво околу 40, потоа намалено на 35 години, нешто околу тие бројки се движи казната, за убиство на своите 4 деца. Значи, децата умираат во еден период од 10 годишен период, на возраст од околу или под 1 година. До третото дете причината за смрт е изјаснета како необјаснета ненадејна смрт во детска возраст, sudden infant death синдром или ова што го викаме смрт во колевка или SIDS во литературата и во жаргонот. Последното девојче кога починува, тоа е веќе на 18 месечна возраст и вештакот, односно лицето кое што е задолжено за обработка на случајот и утврдување на причината за смртта, ја остава како необјаснета таа последна смрт, бидејќи е на 18 месечна возраст. И тоа ги покренува работите, каде што таа во една постапка која што се одвива пред очите на целата австралиска јавност тогаш е осудена врз база на две нешта.
Едно е записи во дневниците, за кои што ниту тогаш, ниту до ова последно сослушување немаше всушност стручна експертиза што тие зборови точно значат. Тоа се мал број на зборови, 50 извадени од дневници во кои што има 50.000 зборови и од контекстот и така натаму надвор. И второто е оваа идеја дека 4-кратна смрт заради таа болест е невозможна, односно толку ретка како што кога би полетале прасињата низ прозор и така натаму. Тоа е една теорија која што е развиена претходно, ако не се лажам, од еден англиски научник. Да. Значи тоа е Рој Медоу. Рој Медоу е англиски бил педијатар и во едно време мислам и председател на Кралското здружение по педијатрија, кој што сведочи во процесот против друга мајка убиец, наводно, Сали Кларк во Англија, и во тоа судење тој кажува дека ако е веројатноста за СИДС, за овој вид на смрт во едно англиско семејство од средна класа 1 на 8500, тогаш веројатноста тоа да се случи два пати е 1 на 8500 по 1 на 8500, што се пресметува во 1 на 73 милиони, а тоа е околу 100 години, еднаш во 100 години во Англија. Оваа статистика се разбира подоцна е отфрлена, односно покажана и од англиското кралско статистичко друштво дека е неточна, бидејќи и ние во генетика знаеме исто така дека кога има појава на една определена болест, комплексна во семејството, во едно дете, тогаш следното дете не е независен настан, туку веќе има значително поголема веројатност, така што точната статистика е малку поинаква. Но тоа е она што го обојува мислењето во тоа време на и вештите лица кои што сведочеле во случајот на Катлин Фолбик во 2003 и се разбира тоа се користи потоа од обвинителството, бидејќи постои таа фалинка во мислењето, позната во науката прос, фалинката на обвинителот кој што ја користи во своја полза, ја превртува статистика. Од него тоа му е работа, да се разбереме. Меѓутоа во секој случај жената е осудена на долги години затвор, јас реков доживотна, бидејќи тие години тоа и значат, впрочем. Кога некој ќе осуди за 40 години, а вие веќе имате 30-тина, тоа е практично доживотен затвор. Меѓутоа, ете, влетавте вие специјално кажувам вие, заедно со други научници од Австралија. Само од Австралија? Видете, во првото, значи сега вака во австралискиот криминален систем, кога човекот кој што е осуден ја одржува својата невиност долго време, има право после известно време случајот да се преразгледа. Значи тоа не е повторно судење, туку е нешто како преразгледување, да кажем, на случајот. Дали има нови моменти? Да. Ете така, и воколку случајот би се судел денес, дали би се видел на поинаков начин во контекст на новите научни и други размисли општествени. И во првото такво сослушување, во кое што бевме вклучени со професорката Карола Винуеса и професорот Матију Кук, бевме група од тројца кои што веќе зборувавме за генетската промена која што ја имавме идентификувано, и тоа, како што знаете, заврши со отфрлање, да кажем, на тие нови докази од страна на истрагата, односно беше заклучено дека нема нови моменти кои што може. Имаше две спротивставени мислења во генетика, овој што председаваше со тие преразгледувања одбра експертизата и мислењето на другата група. И исто така повторно не беше направено вештачење тогаш на дневниците, бидејќи наводно немало потреба, односно јасно било што дневниците кажуваат. Но потоа се покажа дека не е баш така. Ние понатаму побаравме дополнителна експертиза од меѓународни експерти, затоа што, знаете, во сферата на ретките болести ние како генетичари пливаме релативно добро. Меѓутоа, оваа варијанта која што ја најдовме во тоа семејство е никој пат претходно не видена на планетава. Значи, никој пат претходно не е видена таа специфична генетска промена, ниту кај пациенти со определена болест, ниту кај здрави луѓе. И сега што тоа точно значи,
нели треба да се докаже со функционални тестови, затоа постојат неколку луѓе на планетава кои што се занимава со што тој протеин точно работи во телото и тука веќе беше потребна меѓународна. Тоа се само неколку луѓе воопшто во светот што можат да се занимаваат со тоа. Видете, промената е во ген што се нарекува CALM2, протеинот што се создава е калмодулин, болеста е калмодулинопатија. Во тој момент знаевме за 70 пациенти на планетава, денес во новото издание на регистарот 140. Може да замислите, тоа е едно многу мало подрачје на кое што работат мал број на луѓе. И ние бевме, така кажам, мислам тоа, нели, околност во која што и базичните истражувачи кои што работат на функцијата на протеинот, но и клиничарите кои што ја имаа во своји раце базата на податоци за клинички пациенти со тој вид специфична болест, беа убедени дека оваа варијанта е всушност патогена и е причината за смртниот исход кај двете женски деца. Така што на крајот тимот се расшири и стана голем меѓународен тим, да кажам. Тогаш се докажа практично дека кај двете женски деца тоа е причината, оној патоген кој што се појавил, за двете машки не беше толку сигурно, меѓутоа логиката вели дека да имаше наоди кај машките деца од друг вид, тоа се уште истражувачки, да кажам, во истражувачка фаза, но вештачењата во второто сослушување од педиатриските, од детските невролози укажуваа на тоа дека нивните дополнителни болести се доволна, да речем, причина да се, да речеме, второто машко дете има епилептична енкефалопатија, значи големо пореметување на мозокот, кое што во прво и во судскиот спор и во првото сослушување е интерпретирано како неуспешен обид, како последица на неуспешен обид за убиство, да кажеме. Како? Па тоа цела приказна направиле практично, дека тоа. Па добро, знаете, жената решила да ги убива своите деца и приказната толку се влечела што се ваделе конклузии врз база на нешто што сега вака од овој аспект гледано тотално делува нелогично. А зборуваме за Австралија, систем, многу сериозни институции и така натаму. Но видите, тоа е човечката природа, ние сакаме да се кажуваме приказни. Да. И сега чисто да кажеме, само да подсетиме, овој генетски код или што и дае, што го носат децата, од тие го наследиле од мајка им, така? Да. Токму таа жена. Да. Фактички убиството во индиректна смисла е навистина нејзино и таа можеби затоа во тие дневници во кои што пишува за себе, таа чувствува вина. И тоа е она што исто така било прочитано низ еден некоректен начин, дека таа признава убиство. Таа всушност страдала поради фактот дека ја починале децата. Па видете сега, во тоа време во кое што ги пишува дневниците, не ја знаеме причината, тоест не знае таа дека е биолошки, да кажам, на некој начин таа изворот, да кажам, така, на проблемот. Но грижа на совест. Но грижата, да. Па како секоја мајка, знаете, тоа е, и тоа се всушност понатаму во експертизата на и вештачењето на дневниците, сите 10 интернационални експерти, форензички, психијатри, психотерапевти, психоаналитичари едногласно кажуваат дека всушност таму нема елементи на признание, туку тоа е всушност само нели измачена душа која што е во посттравматски стрес. Докторе, ако сме реални, ова е прилично уникатен случај за по многу нешта. И затоа што ја предизвика толку јавноста во Австралија, кај нас дозна поради вас, ако сме реални, иако ја имаше, се разбира, веста во светските медиуми. Меѓутоа е уникатна заради специфичноста на околностите. Ова се случува исклучително ретко. Мене ме интересира нешто друго. Од една страна кај вас претпоставам дека се створила онаа природна емпатија кон жена која што се почувствувале веројатно дека нешто не е во ред со незината пресуда. Од друга страна, дали е во прашање тој научен фанатизам, ако така можам да го наречем, кога влеговте да се соочите со нешто што е крајно невообичаено, прв пат го среќавате и ја предизвикува онаа ваша имагинација која што треба сега да покаже нешто кое што само по себе е специфично, чудно. Видете, тоа е во науката принципот, нели, човек погледнува една појава, еден проблем, инаку не би бил научник. Го истражува, оформува определено мислење и го брани. Мислам, тоа е воопшто научниот процес, да кажеме, ние и кога публикуваме нешто, вообичаено има
прегледувачи на тие публикации и така натаму кои што доаѓаат со Така е, спротивставени. нов дека беше ставен на коцка еден живот човечки, знаете, не беше ова. Едно вие кога не знам напамет зборувам сега истражувате некој геном на не знам од некој костур стар 2000 години и тука работите се чисти. Вие треба да пронајдете нешто кое што ќе докаже одредени активности или не знам што. Овдека се работи за жив човечки створ кој што е ставен во ситуација да умре во затвор. Значи, ја зголемува тежината на целата приказна. Видете, Драган, да, мислам тоа е се многу сложено. Мислам ова беше многу сложено и тешко патешествие и мислам дека многу работи беа, да кажам, на некој начин погодени. Ако веруваме во коинцидентно, ако веруваме во нешто друго, тогаш универзумот ги намести работите така, да дојдат и вистинските луѓе и на вистинското место, дури и неколку, знаете, ова што викам помошни околности од небото, знаете. Например, вие веќе кажавте дека таа генетска промена е наследена од мајката и една која што е навидум здрави. Сега една од тие проблематики, да кажам, во дискусиите беше како овие деца се починати под едногодишна возраст од истото нешто кое што го има оваа возрастна жена која што е навидум здрава. И ние, да речеме, и кога сме ги разгледувале предходните случаи со тој вид на болест, вистина е дека нема всушност возрастни преживеани многу. Практично таа е уникатен случај и заради тоа. Па да речеме, меѓутоа уникатното овде е што всушност кога зборуваме за ретките генетски болести, тие се уникатни. Знаете, сами по себе, кога зборуваме на почетокот 10, 20, 50, 70 случаи, ние не можеме да донесеме многу големи заклучоци, бидејќи ние и начинот на кој што сме ги одбрале тие случаи е веќе со бајас. Бидејќи ние сме ги одбрале најтешките, тие што се видливи, тие што починале, и на некој начин тоа е само исполнувачко пророштво. Меѓутоа, колку учиме повеќе и тестираме пошироко, почнуваме да гледаме дека ова што сме го гледале на почетокот со 70 случаи, со 170 случаи станува малку по-друго нешто, односно вообичаено клиничката слика станува полесна, помалку смртни исходи, односно може да се преживее и во возрастна возраст, и сосема коинцидентно точно пред второто сослушување во 2019 година излезе ова француска публикација која што публикуваше едно родословие од 4 генерации во кои што има 2 инцидента на ненадејна срцева смрт кај млади луѓе, меѓутоа поголемиот дел од носителите на генетската промена имаат определена симптоматика, но се возрастни и живи, така, имаат определени срцеви проблеми, синкопи и така натаму. Нели, што всушност го има и Катлин Фолбик. И Катлин Фолбик во затворот ми кажа дека и како девојче, но и понатаму како бремена жена и во затворот имала епизоди на онесвестување. Сега точно што се ќе покрие клиничката слика на оваа болест кога ќе знаеме за 700 случаи е... Так. Ке се вратиме на научниот метод, се разбира бидејќи тоа многу не интересира, веруваме гледачите исто така многу ќе им значи, но овдека сакам да се потсетиме на ова што се случи пред неколку дена. Вие бевте, велам, на еден семинар во Лондон, ке замолам режијата да пушти неколку фотографии од таму на еден многу важен институт, така? Да. Значи, тоа е институтот Франсис Крик во Лондон, посветен во името на овој научник, едниот од двајцата кои што ја откриваа ДНК, Крик и Вотсон, ова е Франсис Крик, другиот така е Джеймс Вотсон. Дали може режијата да не ги пушти фотографиите? Нешто не ме гледаат, изгледа. Да. Ова сте вие заедно со останатите од групата на научници. Да. Видете, тука е група измешана, бидејќи состанокот беше интердисциплинарен, почна со сесија во генетика и што сме научиле и како понатаму, но имаше и сесија од правен аспект, бидејќи знаете и правната проблематика е зафатена, да. Може да продолжи да се менуваат сликите. И на крајот, да кажам, настанот заврши со интервју со самата Катлин Фолбик. Ова е навистина импресивна, морам да признам, града. Hello Brain. Каков наслов ставиле, добро? Во 2016 година е отпочната целата работа, се наоѓа точно од спротива на железничката станица Кингс Крос, всушност во центарот на Лондон, многу згодно во тој смисол, но е вака вистина последен хит на ова се што може да биде и во поглед на организација технолошка на истражувачките лаборатории, но и на овој дел кој што е канцелариски, да кажем. Порно тоа се викаше последен крик на... Последен крик, да. Дајте ни ја фотографијата сега што е клучна за оваа приказна.
приказна. Добро, Ова да. е конкретно господјата Кетлин, Да. која што е фотографирана со нашиот научник Тодор Арсов. Ова е жената која што после долги години излезе од затвор, излезе на слобода, се разбира траумата која што останува после сето тоа и смртта на 4 деца, тоа не може, само човек може да го замисли, но крајот на денот е дека оваа насмевка кажува чиста благодарност, како друга поинаку да го интерпретираме ова. Да. Така е, Драган, знаете што е интересно е што ние вака кога го гледаме од надвор настанот имаме впечаток дека нели секако најважното е што таа е на слобода и правдата е задоволена, но нештото што го научи од неа во сесијата кога имаше една британска новинарка која што со неа и со нејзината пријателка Трейси Чепман, која што е адвокат сите овие години за правда, всушност разбравме во тоа интервју дека за неа било и друго од помош, дека всушност таа е постојано во високо обезбедување во затворот, бидејќи знаете луѓе со такви видови на обвинение и во затворот не се опасни, да. Популарни, да така кажеме. Да, некој може да и направи нешто. И е доста била вака во посебни околности, но од кога почнува сето ова и од кога го добиваат и луѓето внатре во затворот разбирањето дека приказната можеби не е така или дека е поинаква, дека на неа сосем и се менува животот и внатре во затворот и она беше благодарна и за тоа да кажеме, но ова нејзино учество во конференцијата Како беше реакцијата? Не се дека се со вас и со останатите од тимот. Баш ме интересира луѓе кои што таа претходно ни на сон не можела да претпостави дека ќе се појават, ќе навлезат во еден случај буквално. Што ни на сон не би требало да се случи и на крајот ќе заврши на некој начин, не на некој начин, туку сигурно за нејзе стрекно излегува макар на слобода, ете да и докажува што е многу важно сама пред себе и пред јавноста дека не е тоа за што е товарено, тоа е страшна тежина да ве осудат дека сте ги убиле собствените деца. Видете, мислам дека таа сега има еден пат пред себе во кој што нели ќе треба да се прилагоди на новата реалност и мислам дека е невозможно да се објасни тоа со зборови и таа мислам дека не се ни обидува. Се разбира дека благодарноста што ја искажа е голема, но мислам дека повеќе од тоа е ставена во улога на промоција на науката и можностите еве нови на генетските технологии во разјаснување на случаи како нејзиниот. Сега вие кажавте дека ова е уникатен и многу специјален, меѓутоа и не е баш така. Ние всушност од по овој случај сме биле контактирани од неколку точки на планетава каде што всушност се одвиваат слични процеси дури во денешно време базирани ете на тие такви некои работи, колку е нешто ретко, колку е нешто коинцидентно. Се нафаќате, професоре? Па замешани сме во два од случаите и фактички и намерата на овој состанок или идејата беше да се подигне на повисоко ниво пред научната, но и друга јавност овој проблем на нешто нејасно кое што резултира со обвинување на мајките дека направиле нешто накарадно на децата. Значи, можеби, иако што има и денес случаи кои што се однесуваат на убиство, но освен овој феномен, да кажам, на повторена необјаснета смрт детска во едно семејство, има и нешто друго кое што исто така поврзано со името на Рој Медоу, а тоа е синдромот Минхаузен. Каде што идејата е дека всушност родителот, најчесто мајката, го повредува детето намерно за да привлече внимание од медицинската и друга јавност и така натаму. И по тоа обвинение за Минхаузен by proxy, да кажам во англиската литература, се случуваат многу судски процеси всушност во моментот кои што третираат, да кажеме, таква појава на неколку деца болни со сложени комплексни болести, точно какви што се генетските болести, кога сме се обидувале, например, по некој пат, или да дојдеме до направеното генетско тестирање, или да предложиме по сеопфатно генетско тестирање, не наидуваме на слух. Така што идејата на овој состанок беше да се каже оваа приказна
и да се подигне свесноста во јавноста дека еден ваков феномен е многу широк и поуниверзален отколку овој случај, дека ние треба нешто на таа тема да правиме. Сега ќе направам една паралела, не знам колку е соодветна, меѓутоа ми се чини е. Допред 40 на години луѓе биле осудувани врз база на сведоштво, кој што можело да биде лажно, на докази кои што се полудокази. Вие сега имате во САД случај каде што, не знам, некаков афроамериканец излегува од затвор, после 40 години затвор бил обвинет за некакво убиство, кое што априори му се смета на него заради бојата на кожата, да речеме. За потоа денешните технологии лесно да докажат дека всушност тој воопшто не бил на местото, дека друг човек го извршил така натаму. Ова вашево го сметам како апгрейд, уште еден дополнителен на целата таа операција на унапредување и докажување на можеби нечија невиност или па вина апсолутно. Да видите, секој пат е ова за мене изненадувачки и освежувачки колку вие новинарите знаете вака да дојдете во средината всушност на нештото. И вистина е дека генетиката влезе во судницата со овој вид на тестирање во минатото, така наречени ДНК отисоци на прсти, ДНК fingerprint, бидејќи ние сите во некодирачкиот дел од геномот имаме всушност едни бар-кодови. И тие бар-кодови се индивидуални, односно релативно уникатни, освен ако немаме близнак или така нешто. Така што врз база на тие анализи се случува ова што го кажувате, каде што добар дел има, например, можеби во оно Innocent проектот американски и според базата за ослободување од обвинителни пресуди на Америка, например, можеби околу 600 или 700, негдека во тој ранг е бројката на осудени кои што се ослободени врз база на ДНК отисок од прст, вклучително и едно, сега не сум точно сигурен за бројката, меѓутоа околу 50-на, да кажеме, од смртна пресуда. Значи што чекале за смртна казна, а ова ДНК fingerprint отисок ја ги ослободува. Ова е точно новата генерација технологии во генетика, но за разлика од ДНК fingerprintот кој што има значителен степен на вградена сигурност во интерпретацијата на наодот, овде се судираме со нешто сосема друго, а тоа е несигурноста, бидејќи интерпретацијата на генетските наоди во денешново време е се уште сврзана со голем степен на несигурност. И тука е прашањето на балансот, каква сигурност има во обвинителното тврдење, визави потенцијално каков степен на сигурност има во биолошкото објаснување за смртниот исход или за сложената болест. Многу комплицирано. Ете, тоа е темата која што фактички ќе се наметне пред општеството и пред науката и пред правосудниот систем, бидејќи тоа ќе треба да се од почеток изнивелира, уравнотежи. И вака сега кога ќе се сетам каква е состојбата за наш, реков нема да мешаме Македонија политика и така натаму, но кога ќе ми текне каква е состојбата со македонското правосудство и кога би излегле вие со вакви наоди кај нас, веројатно би ве гледале како некој збунет човек кој што не знае што збори, само ќе ве останат од судница. Дај Боже да не е така, ќе се надевам дека многу брзо ќе се приклучиме кон новите текови, условно кажано. Генетиката сама по себе е импресивна, е самиот факт дека фингерпринтот, тоа е нели отисокот на прстот, кај секој човек е уникатен, але има милиарди и милиарди, мене ми е импресивно како феномен. Дека секој од нас е толку уникатно суштество и дека дури сега во 21 век почнавме тоа да го разбираме на еден поспецифичен начин. Но и пред да влеземе во таа приказа, да замам режијата да пуштиме едно видео кое што се однесува токму на случајот со господјата Кетлин, кој што веројатно е компликуван. Еве ќе речам, почитувани гледачи, поема немам што точно значи, но затоа тука е професорот да објасни. Еве малку во најава пред да почне, ако може само да кажам неколку зборови, ова е видео што беше подготвено за состанокот како воведно и како можеби на поедноставен начин ги објаснува работите што точно е направено и што точно и како е најдено. Додека тече видеото, јас скриптот ќе го кажам на Дали може режија да го пуштиме видевцето, трае 2,5 минути или така нешто? Еве што е геномно истражување или испитување. Случајот на Катлин Фолбик ни покажа како науката може да идентификува причини за смрт во криминални случаи кои што вклучуваат необјаснета смрт кај деца.
Секоја клетка во нашето тело има ДНК, тоа е ова зеленото, а гените во ДНК се код кои што кажуваат како да се направат протеините, тоа е ова синото. Варијантите во ДНК промени ја променуваат структурата на протеините и може да ја нарушат нивната функција и да предизвикаат болести, дури и фатални болести. Значи, ова е ДНК од Катлин Фолбиг, ние сме изолирале од нејзината плунка и од сите 20.000 гени кои што ги имаме во нашиот геном, сме определиле една група од околу 350 сврзани со смрт и ово еден зелениот е CALM2 генот, каде што сме ја нашле нашата варијанта, никој пат претходно невидена. Боже мили. Еве го протеинот кој што го кодира тој ген, сврзан е со чувството на калциум во клетката и тоа како работат определени други протеини. И претходни истражувања покажале дека генетски промени во овој ген, во овој протеин се сврзани со болести кои што меѓу другото може да се манифестират и со ненадејна смрт во детска или во возрастна возраст. Кога ги секвенциониравме примероците од Катлин и од нејзините керки, наоѓаме дека тие имаат една генетска промена во точно оваа аминокиселина овде кај што се гледа во лилаково. Значи едно бисерно зрно од бисерното ланче е видоизменето, но бидејќи никој пат претходно не е видено, тоа што беше многу важно е што најдовме друго семејство кое што имаше друга промена, ама што го зафаќа истото бисерно зрно. И тоа беше најважното всушност во потврдата на патогеноста на оваа варијанта. Но се разбира дека тука не застанавме, за да покажеме дека оваа варијанта има и функционален ефект. Еве се поврзавме со данските научници кои што покажаа дека всушност вистина варијантниот изменетиот протеин на поинаков начин го чувствува калциумот и го променува ритмот на срцето. Всушност води до аритмија која што е можно објаснување. И еве таа една генетска промена од 5 милиарди букви, 6 во нашиот геном, една променета буква може да предизвика ваква драма и медицинска, но еве по некој пат и правна, односно поширока општествена. Ова се собствениците на видеото. Благодарно се разбира. Сега, вака, јас го гледав видеото, го гледав и претходно, мора да ја кажам, ова премногу сложено делува за секој човек кој што не се занимава со оваа работа, меѓутоа суштината е сте пронашле еден геном, така... Една буква промената, од 6 милиарди. И што да помисли човек на тоа? Што да помисли човек? Меѓутоа, јас тука малку навлегувам и во филозофскиот аспект на целата работа. Што сме ние, всушност? Вие се занимавате со едно, да не речам, и теолошко прашање на некој начин. Што сме ние? 6 милиарди букви кои што одредуваат како ќе функционираме, на кој начин ќе живееме, дали ќе закватиме некоја болест, дали ќе имаме предиспозиции за ова или онаа работа, што влечеме во наследство, и сето тоа буквално ни го пишува. Меѓутоа треба некој го нацртал тоа, еве, јас да не навлегуваме во тоа кој е религиозен или не, природата еве, го нацртало тоа совршено и ние дури сега го откриваме како функционира таа цела приказна. Па видете, јас нема да се воздржам од тоа да кажам дека ме интересираат тие теми, затоа што мислам дека е можеби и неприродно човек да допатува во 50 години, да не се прашува за смисолот на животот, да. И да допатува до овие прашања. Мојата омилена тема, така. Меѓутоа, да, знаете, например, ако погледнеме еве името на првата книга всушност во Стариот Завет е што Генезис. Создавање. Генезис и генетика го имаат истото значење, потеклото, почетокот. И се разбира дека тоа е дел од моето патување кон одговорот на прашањето. Што всушност ние правиме овие и кои сме. Точно, зошто? Па тоа што не се ги поставува тие прашања, претпоставувам дека пропуштил многу, иако реално ништо нема да докаже на крај, можеби сам за себе ќе си најде некаков одговор со кој што ќе биде задоволен, меѓутоа тоа индивидуално прашање, ова што повторно импресионира е фактот дека одиме технолошки, научно, како и да кажам, прилично високо. Се играме ли ние Господ со тоа? Но точно тоа е прашањето што технологијата е сега, јас имам впечаток, доста забрзана, доста засилена, но за жал не ја следат соодветни вредносни промени. Знаете, општеството не е во состојба, ми се чини, да следи чекор
Доста од овие работи... Колку е опасно тоа, што мислите? Пример, па сега, знаете, ние имавме, например, скандал пред некоја година, кога оваа технологија која што може да ја промени секвенцата на ДНК во наследна смисла, значи во ембрион, со оваа CRISPR технологија, тоа се случи со девојчињата, близначките Хана и Лулу во Кина. Научникот беше во тоа време дискредитиран и известно време го немаше од сцената, меѓутоа сега колку разбираме рехабилитирани. Потсетете, што беше тој случај накратко? Јас сум забравил. Видете, тоа е случај каде што е направена Ние денес со генски манипулации смееме, дозволено етички и секако, да се занимаваме само во телесните клетки. Добро. Значи клетките што остануваат во нашите тела, не во половите клетки, односно во ембрионот. Веќе тоа што е фиксирано и се наследува. Ова е клучно. Тоа е играњето, да речеме, играње Господ. Па да, тоа е играње на некој начин во околности во кои што ние всушност ниту го разбираме геномот, ниту анатомски, ниту физиолошки, ни приближно, камоли до крај, но ние уште повеќе не разбираме што значи да си човек. Еве, на другото прашање, човечката состојба, така што е подобро? Тоа значи дека деца влегле во дупка кај што не треба, знаат само дека тука има нешто интересно и брцаат со рацете без да се свесни што видите, точно мислам прават. Тоа е било и во минатото и продолжува да биде тоа нешто. Франкенштајн идејата постои од секогаш. Ние секогаш сакаме да изигруваме нешто и таа приказна веројатно се влече, меѓутоа сега претпоставувам дека вие научниците имате една подлога во смисол знаеме повеќе, па ни се може. Не е тоа на памет, некој седнал па сече рака негде па му ја става на магаре или нели ова Франкенштајн глупости. Туку сега имате кај можеби кај дел од научниците една состојба дека ние отидовме многу и сега можеме. Меѓутоа можеме, тоа може да предизвика, дали тоа може да предизвика некакви тектонски промени во многу работи? Па јас мислам дека тие се случуваат. Нели, за луѓето што ги следат движењата, тековите на планетата, мислам дека се случуваат тектонски промени. Мислам, каде сакате погледнете, во која сфера од нашето живење. Не зборуваме за теории на заговор, сега зборуваме за многу конкретни работи. Па не за конкретни, еве, мислам, погледнете се околу нас конкретно е тектонска промена. Мислам, животот се случува во телефонот. Така е. Например. Да. Така што мислам дека тоа е веројатно и во минатото било прашање за старите цивилизации, кога технологијата ќе отиде многу пред вредностите. Пред свеста на човекот, е така да кажеме. Тоа е многу интересен феномен за кој што ми се чини дека не се размислува многу, барем кај нас, тој небаланс, антибаланс, да речеме, меѓу снажниот напредок технолошки и фактот дека ние како суштество сме всушност дивљаци, како и пред 1000 години. Може би е сурово вака да се каже, но знаете како гледав еден филм, мора да ви признам, вели човекот е цивилизиран и пристоен и хуман, се додека може да сврти на 992, додека има електрична енергија и додека има храна. Одземете му и ќе видите примитивец пред вас за 2 секунди. И веднаш ќе видите некако што само се бори за својот живот, како неговиот предок пред 10.000 години. Па еве, ова го илустрираше тоа што ќе го кажев, дека ние имаме нови технологии и напредни технологии, но човечката природа е таа истата. Што била пред... И тоа некој ни го прави одгоре. Ајде да не навлегуваме толку во опасни теми. Професор, сакам да ве прашам. Негде прочитав дека, не знам, човечката ДНК, ако ја расширите, може да одиде од планетата Земја до Нептун 70 пати. Заради не може тоа? Па добро, видите, таа е доста долга. Во една клетка може би има околу 2 метра ДНК. Ако има толку милиарди клетки во нашето тело, по 2 метра... Некој пресмата такво нешто, да, дека до Нептун и назад 70 пати може да се растегнува. Видите, тоа е чудото на природата. Што сме ние всушност? Да, ова прашањето вака е едното. Што сме ние? Кога во себе носиме вакви работи, а се правиме глупави. Видете сега, ние што сме, ќе ви одговорам со зборовите на Садгуру, го слушав пред некој ден, вели, ова е најсовршената технологија што постои во универзумот. Човекот, како тело, како ум, како целост, е производ на 14,5 милиарди години еволуција на универзумот. И ова е тоа. Никој пат не застанува, никој пат не
нели? За разлика од секоја друга технологија која што има определени фалинки и проблеми, ова е тоа. Така е. И морам, ова се моменти кога човек во исто време е избунет и воодушевен и се става во еден комплексен момент кога не знае што да каже, да речеме. Добро, но професор, вие ќе продолжите со вашава работа научна. Претпоставувам дека нема да запрете, еве самиот рековте дека сте веќе дел влезени во научни тимови кои што работат вакви работи. Од друга страна, нема да биде ова ни критика ни ништо, меѓутоа во Македонија за вас се знае, ако сме реални, благодарејќи на појавувањето во неколку емисии и конкретни случаи. Повторно, вие сте скромен човек, па нема да сакате да зборувате за себе, меѓутоа како тоа ние, ако ве признаваат во светот, каде што навистина е достигнато највисоко ниво на напредок технолошки, зашто во Македонија не сте употребени? Океј, професор сте на факултет, сето тоа стои, меѓутоа не може повеќе овде? Да. Па видите, ние зборувавме, ја спомнавме човечката природа и човечката природа е, за жал, еве некаква таква и нашиот менталитет е некаков ваков. Ова беше често одговор, некаков ваков. Па добро, штета е, сакам да кажам, Македонија не е расадник на научници, не сме ние, не знам, не има што се вели, имаме успешни луѓе, да, меѓутоа не сме ние да ги делиме вака наоколу. Зарем не треба да се вложува? Ево, чисто размислувам, ова нема никаква ни политичка, ни било каква позадина, ни некоја, не знам, естетска. Нели треба да се вложува во луѓе кои што ги бива, кои што им дал Господ и кои што при тоа своето образование го надоградувале на многу сериозни места и се докажале веќе. Видете, ова што го слушаме често во дебатни емисии, разни други говори и така натаму, е прашањето на одливот, да кажеме, на мозоци, и како толку млади се одат, и учени одат, и доктори одат, и така натаму, и нема да има кој и како. Еве, јас сум представник на една друга популација и не сум само јас, има и други луѓе во оваа земја кои што еве сме дошле со некаква намера добра, да кажеме. Меѓутоа сега знаете како треба за тоа да се создадат и услови и околности. Не сме повикани да дадеме мислење, да кажеме, ние еве преживеавме во изминативе години и промена на властите и така натаму, но еве и во новата реалност, да кажеме, не сме вклучени. Сега знаете, ние си имам, еве јас си имам работа, гледате интересни занимации така, не ми е неопходно. Тоа ми е совршено јасно. На човекот ваш ков не му треба некој да му не знам што, меѓутоа нели е за нас полезно? Да, меѓутоа тоа е системот, би било полезно, имаме идеи и секако дека би можеле нештата да бидат подобри. Ама треба нели да има амбиенти, простори така. Нашите институции за жал, мислам тоа го слушавме и го слушаме, тие се заробени. Така, беа, продолжуваат да бидат и тоа е за жал. Меѓутоа да, еве се обидуваме да најдеме начин секој на... Какви услови има за работа кај нас, за луѓе конкретно од вашава фел? Јас познавам, освен вас, познавам уште еден-двајца луѓе кои се занимаваат со таа работа, што е специфична, макотрпна, бара од човек од многу откажување, меѓутоа тоа е вашиот дел. Да. Вториот дел е колку во Македонија има простор да се работи. Вака, овој дел од генетика што мене конкретно ме интересира, клиничка генетика, што тоа всушност значи, пас не ви треба, да речам, технологија или апаратура или не знам што, затоа што луѓето се луѓе и нивната генетика е генетика и тука и во Америка и во Австралија и секаде. Ние во нашата земја немаме всушност недостаток на технологии. Ние имаме лаборатории и машини за секвенционирање на геномот по глава жител, веројатно повеќе од колку просечно. Навистина? Па да, мислам овдека нема проблем, мислам добро да се знае дека има. Проблемот е со пристапот затоа што нели нема тоа кој да го плати, тие тестови се скапи, на некој начин и лабораториите мора да економизираат државните, а во приватните нели се наплаќа па кој може да плати, но сакам да кажам да се добие генетски резултат, да се направи генетско тестирање, еве и особено од кога се вратив затоа што јас сум веќе 4 години во Македонија, кога се еве сега овој состанок во Англија беше доста интензивен.
доказивани многу работи се кажа, меѓу другото, таа бариера на пристап до генетски тестови, се потсетив на деновите во Австралија. Не е тоа така како еве ке нас лесно ми се чини, ме разбирате? Но интерпретацијата на тие науди, работата со пациентите, објаснувањето на тоа што тоа значи и искористувањето на целиот потенцијал на позитивниот генетски резултат е нешто што во нашата земја заостанува, затоа што овдека никој пат всушност не се разви вистинска клиничка генетика и сега ние имаме лабораториски тестови и можности како во Америка. Например, во лабораторијата во Македонската академија на науки и уметности може да се секвенционира и целиот екзом, и целиот геном од неодамна и секакви анализи да се прават, тоа значи не е проблем. И други приватни лаборатории тоа го нудат. И многу лаборатории денес или клинички генетичари испраќаат тестови во странство, бидејќи така е поисплатливо и поевтино. Но работата со пациентите и што тоа всушност значи, тоа е тука некаде каде што мислам дека има доста простор всушност и потреба за работа. Во тој смисол, имам впечаток дека кај нас наместо повеќе да се користи ова ваша научна дејност за пронаоѓање, условно кажано, на ретки болести, на она кој што може да понатаму да биде заштитено, да не знам при породување и така натаму, кај нас повеќе како сака да се користи за така малце повеќе ориентални, да речеме, теми. Кој колку има во себе генетика од келтите, кој колку има од словените, кој колку има од античките македонци. Се докажуваме со работи кои што во основа се интересни, а не се суштински. Видете, да, мислам во известна смисла и да и не, мислам дека ние сме добри во тоа диагностицирање, мислам дека се диагностицираат доста болести. Значи, со овие генетски технологии, генетските тестови, мислам дека се поставува диагноза на многу ретки болести, но тоа што е јас што го воочувам како простор за работа е ова нешто, разговорот со пациентите, објаснувањето не само од по тестот, туку од пред тестот. Разбирате, во светот би било незамисливо на некого да му дадете резултат на рака вака, никој предходно со тој човек не седнал да објасни нити што ќе му се прави, нити што се можностите, да каже, можните исходи од тоа тестирање и така натаму. Еве ти лист, па ти мисли. Другиве работи што ги спомнувате, тоа е делот на така наречената рекреативна, да кажам, генетика. Рекреативна која што е интересна и во светот. Знаете, постојат многу воглавно интернет базирани компании кои што нудат определени тестови, да кажеме, најчесто за потеклото. Сега, како да не знае човек од каде му е, јасно, пример, знам со генерации наназад се кривопаланчани. Мене, например, не ми треба тест за да ми каже од каде ми е. Добро, ако ќе ви каже некој дека имате 7% келтска крв во вас, па велите, аха, затоа сум плав, затоа имам сини очи. Добро, и тоа се малку хиперинтерпретации, мислам, на тие наоди, затоа што мислам дека нема таква работа како македонски гени, сега некој ме прашуваше порано и не знам други гени од соседните земји, затоа што земјите и ете тие разни популацијски групи се неодамнешен феномен на планетата, ДНК постои од секогаш. Од секогаш, од почетокот. Да. Така што нема таква ДНК со ваква или со онаква нација. Но многумено се има убедени. маркери кои што можат да укажат на нешто. Хаплогрупи, како беше Па тоа. да, тоа е во митохондријалната ДНК или во Y хромозомните маркери, сега имаме и други, меѓутоа тие се информативни за потекло. Но не е тоа екзактно, да кажам, да може да се каже, но е интересно. Но не значи дека не е сврзано со определена проблематика. Например, вие може би го знаете случајот на убиецот од Калифорнија, Golden State Killer, кој што беше фатен на ваков начин. Значи, тој оперира во 80-тите години и остава на повеќе сцени криминални, биолошки материјал, крв, сперма и така натаму. И не може да се најде, да се, мислам, тие го имаат профилот, оние баркодовите што ви ги кажав, меѓутоа нема со што да се спореди, не го препознаваат во банката што ја имаат. Нема криминално досие, нема... Така е. И сега, мислам, не може да се сврзе, тој профил се повторува на тие сцени криминални, но не може да се сврзе со определен човек. Така. Тоа е проблемот, како да го сврзете. Сега имаме банки, например, на податоци, тоа се воглавно во приватни интернет базирани компании, например Ancestry.com, 23andMe и така разни други, кои што имаат, например, огромна
популација на луѓе кои што испратиле ДНК за тестирање за еве вака потекло и така натаму. И меѓу другото има можност да кажете најди ги моите роднини. Ако штиклирате една од тие можностите, и тој ќе ги најде роднините. Некој од тие милицајци, инспектори во FBI се досетува и овој примерок ДНК го праќа како формира профил. Ме разбирате како јас или вие. И вика најди ги моите роднини. И одеднаш се појавуваат можни... Едно стебло, да. И веќе кога вие не од 400 милиони, кога треба да изберете од неколку десетини машки, лесно го наоѓаат и еве го осудија. Прашањето се разбира станува и етичко и социјално и легално за употребата на генетската информација. Чива е генетската информација и тоа е всушност совршен модел на она нели Орвелова држава за која што мислам и тука сте зборувале многу. Со фактот дека и така не гледаат, нели живееме под еден стрес дека камерите се секаде, дека сите можни ваши податоци самите се ги давате на социјалните мрежи како на овакво, па сега уште и ова. Еве и ДНК е насекаде и основниот проблем таму и етички и легален е што тие примероци никој пат не биле дадени со согласност за таква употреба. Меѓутоа високиот суд во Америка пресуди и сега тоа е да речам преседан. Преседан. Ама кога ќе се направи? Така е. Чисто да ве прашам еве како сосема за крај на оваа емисија. Рековте, најдете ги моите роднини. Давате ваша информација и реално е, буквално е реално дека ќе ги добиете линиите на сите ваши роднини. Дознавам дека во Шкотска имам некаков братовчето седмо колено, може да тамо да се оди? Мислам поблиску. Например, во моментов, ако има, да речеме, некој од тие бази околу 2 или 3 милиони примероци, мислам дека секој еден човек може да биде идентификуван до сродство од втор братовчет. До втор братовчет. И тоа е прилично сигурно, така, мислам, чиста работа. Па тоа е многу важно за овие луѓе кои што, не знам, се од семејства што станале без родители или оставени од икс причини, за луѓе кои што изгубиле контакт со семејство и така натаму, многу корисна работа. Да, и јас сум имал луѓе што го поставувале тоа прашање, например, што се во потрага по биолошките роднини и тоа е еден од методите. Иако и тоа е етички проблем, јас знам за човек кој што тоа неодамно го дознав во нашите закони, чудна работа. Дете оставено во, како се вика, дом заеднички семен, како се вика, што ги чуваат децата за без родители и не може да добие информации за своите биолошки родители затоа што забрането е правно. Може би грешам за оваа работа, но така ми тврдеше лицето. Сосема за крај, професоре, вие сте на Штипскиот универзитет Гоце Делчев, тамо предавате. Така. Каква е ситуацијата тамо? Има нешто ново? Па, добро, релативно добро, верниот исток, знаете, Штип како центар на Источна Македонија. Многу малку споделуваме простор за тој дел, затоа и го прашувам. Уживам, мислам, многу убав град. Јас живеам во наславно Ново село, може би знаете, сите случки во историјата на Македонија биле во тоа Ново село, во непосредна близина на зградата на универзитетот на Гоце Делчев денес, која што била она училиште, мислам, Свети Кирил и Методи, во кое што учителствувал Гоце Делчев, да го спомнеме. Вчера зборувавме малку за него, да. Така. И оваа црква успение на Пресвета Богородица од нашиот Микеланџело Андреа Дамјанов. Многу историја од византиско време до денес, така што вистина уживам. Да. Наскоро ќе имате избор на универзитетот за, како се тоа, за декани, за ректори, што ли? Па да, мислам дека се циклусот е синхронизиран во ново време, тие одат заедно, така што да, и на факултетот за медицински науки ќе има избори во наредниот месец, мислам во јуни. Ќе ве има вас можеби на нека кандидатска листа? Вака индискретно прашање. Па знаете, овдека во разговори со луѓе добивам впечаток дека на тие теми човек треба да е како не знам, како вака, па се нешто, да, и после тоа дојдоа во последен момент дома, па ме молеа да се кандидирам и така натаму. Тие фовинти се многу добри, да. Размислувам малку поинаку и сум релативно отворен и мислам дека па и на ваков ден, еве денес празник, нели Ѓурѓев ден е денес. Ѓурѓев ден, Свети Ѓорги и така, и на национална телевизија каде има подобро место, ако не овде, човек да најави намера и така натаму, така што мислам дека имам што да
понудам, имам што да кажам, можам да направам позитивни промени и имам намера да се кандидирам, да. Нека ви со среќа. Професоре Фала Тодор Растов, и благодарам уште еднашка за гостувањето и за ова што и го понудивте ретка можност на јавноста да дознае работи кои што навистина не се случуваат често. Ви благодарам уште еднаш на поканата и секој пат сум расположен за разговор на овие теми. Фала. Да, поштовани гледачи, јас сум импресиониран, се надевам дека и вие исто така. Утре во 15 часот може да го погледнете репризното издание на оваа емисија, се разбира. А јас се закажувам ново следба со мене и со нови гости утре вечер во 22:30. До тогаш пријатно.